кој дозволил 40 тони марихуана нелегално да се произведува во македонските компании за медицински канабис. Дали институциите вршеле контроли или им прегледувале низ прсти на фирмите? Прашање кое го отвори експертите во анализа на ТВ24. Професорот Владимир Пивоваров вели дека нередовните контроли на Комисијата за канабис остава простор за корупција и нелегално одгледување на марихуаната. Комисијата не е одредена во кој период на месечно ниво, тромесечно, шестмесечно, годишно ќе врши контрола. Доколку врши контрола по собствен избор, недоаѓањето на комисијата може да биде предмет на корупција. Адвокатот Јанаки Митровски смета дека нелегалниот канабис говори колку биле сериозни намерите на комисијата да спречи компаниите да работат противзаконски. Треба да се знае дека една година нема председател. Сега да ме прашате, не би знал да ви кажам кој е председател на таа комисија, верувам дека Пивоваров не знае или може би знае, меѓутоа генералната популација сигурно не знае. Таа комисија нема простори. Од Министерството за здравство за ТВ24 одговорија дека комисијата за издавање лиценци за одгледување на канабис има председател уште неколку члена кои вршат редовни и вонредни контроли и постапува согласно законските надлежности. Во текот на 2025 година Комисијата за канабис вршела редовни и вонредни контроли кај правни субјекти со лиценца за одгледување канабис за медицински цели. Во случаите каде што се утврдени неправилности, Комисијата постапува согласно законските надлежности и презема соодветни мерки, во зависност од тежината и карактерот на утврдените состојби. И додека тони нелегална дрога се извезува, дел се запленува и складира во полициски магазини, јавноста се уште без прецизни одговори од кога, како и кој дозволил компаниите за медицински канабис да произведуваат и тргуваат нелегално. Но наместо институциите, бројни прашања, одговори и обвинувања и денеска пристигаат од ВМРО, ДПМН и СДСМ. Опозицијата со прашање зошто фирмите кои нелегално произведувале не биле предмет на навремена контрола. Зошто не била навреме направена контрола, зошто власта дозволила нелегално да се произведува и да се складира. Не се кажува дали државата ги субвенционирала. Што ќе се случи ако компаниите побараат одштета? Од ВМРО ДПМН пак вела дека лиценците за медицински канабис биле резервирани за луѓе блиски до кланот Заеви до Филипче, кои ја претвориле Македонија во балкански наркоцентар за шверц на марихуана. Дека ова било планирано во главите на Заев и Филипче, се гледа во подзаконскиот акт, односно правилникот за одгледување на канабис за медицински цели, донесен во времето на власт на СДС, која е во колизија со законот. Полицијата, како што вчера изјави министерот Тошковски, запленила 40 тони марихуана, која била незаконско обработувана од компаниите. Владата пак ги задолжи институциите да извршат вонредни контроли на сите фирми за медицински канабис.